Добър ден, мои драги членови во групата и фанови на мојата група. Сам да најдобар спортист на Штип. Ево са бајле, сакам исто на брзина да направам едно видео, само пред да почнам да го читам случката од една борачка средба. Сакам да кажам неколку реченици за синекешниот избор спортист на Штип. Времето ми беше после 5 саато излевам пешачам од дома до градинката Ново село и излезем и оти го пратам манет телевизија и целата средба гледа преку телефоно. Да ви кажам искрено, уопште не ми се биндиса. Према тоа што памтам многу избори спортист на Штип, овоа синоќ беше на брзина нешто да се претрче, да се нешто направи. Водитело беше, немам зборови што да кажам, излеваше ракометар, он кажуваше кошаркар. Забрави на ветераните што беше забрави еден спортист, мораат публиката да му викнат, да му довикнат викнигове и таму е на сликата стоje 5 човекот засрамен. После 2 минути од другите се построија, почнаа да ја дават признање, он се качи на бината, тоа беше срам. Трето, многу партиски беше, ептен беше партиски застапено. Јас не дека во го кажувам да љубоморам нешто, јас ништо не сакам, јас сум на возраст од 75 години. Се имам земано од Штип, од градоначалникот на Штип, од македонското борење, од Федерацијата на борачки спортови, па на крајо добија од државата Македонија 8 септемвриската награда, што сакам да кажам, ја не сум заинтересиран за ништо, нема ни да учествувам на такви приредби, мислам дека моето време е минато, 75 години, гледам само жив и здрав да сум, али сакам и убави работи да се дешават. Многу беше застапена политиката. Имаше таму спортисти, па викните спортисти од помладите генерации, па признанието нека му го даде на тај спортист сегашен, онај минатиот спортист, да има тежина самата приредба. Кога ќе опитат утре кој ти го даде признанието, да каже дека спортист од 80 од 90 година. Ово се менеа само председател на совет, членови на совет, без неизбежни са магистар Иванчо Јорданов, магистар Николче Мечевски и магистар Трајчо Димков, ама он го доби кој беше пратеник сега е он од постарата генерација, од него чекуваме сега и некоја докторска диплома. Ето сакам да кажам, не е добро, треба да се викнат спортисти, да се консултират, да направат, инаку беше мртво, но беше како на брзина да се претрче нешто. Немаше музика, немаше пауза, меѓутоа прочитат ги, даат и бегат, прочитат и даат ги. У целина, зборам го тоа, да кажам и уште друго, јас сум македонец, на 42 години остана без работа од партијата на папата. Никогаш нема да бидам за таа партија, ама не ми се свиѓа тоа што го прави оваа партија. Према кога сум повеќе наклонет, не во епертеризам, толку е партиски застапено што страдате фане што се дешава. Сега ќе одеме полека на видеото да го пренесам, вика, олимписки тест на репрезентативци во Штип. Помладиот подобар од постариот. Во најинтересната борба се сретнаа двајцата браќа Киро и Столе Ристови. Поранешниот повеќе кратен државен репрезентативец, а победата
заслужено му припадна на помалиот Киро. Штип 25 март во Штип во саботата и неделата се одржа дводневен борачки турнир на кој се зедо учество 40 борачки од повеќе клубови во републиката. Сите средби беа квалитетни и на високо ниво. Сепак, најдобра борба беше во категоријата до 74 килограма. Во изедначената конкуренција во оваа категорија прво место неочекувано го освои Стоилов Спартак Кочани. Меѓутоа, во оваа категорија тројца правопласирани меѓу себе загубија по една средба. Интересна беше и средбата меѓу браќата Киро и Столе Ристови од Балканец. Помладиот брат Киро го принуди својот постар брат Столе во почетокот на втората рунда да се предаде поради повреда на аркадата. Сите средби добро ги водеа Конзуров од Скопје и Трајанов од Радовиш. Еве го пласманот во категории. 48 килограми Арифов Балканец, Нухиу Скопје и Незири Шар. 52 килограма Николов Спартак, Христов Рудар, Стојанов Балканец. 57 Дарлев ЈНА, војска беше Дарлев, Сейдиу Скопје и Мојсов М. 62 килограма Ризаов Скопје, Јованов Радовиш, Крсте Балканец. 68 Маринков Балканец, Влахов Балканец и 74 килограма, таа што збореме најинтересната, у една категорија бееме Стојан Ристов, Киро Ристов и јас Анде Коцев. И мислееме тука нема да му даеме никој да ни ја земе титулата, но деси се изненадување. Јас го победи Методи Стоилов, Методи Стоилов го победи Киро Ристов ме победи мене и што направиме Штипјани од тројца кандидати за прво место, титулата ни остои Методи Стоилов. Ама тоа е спорт и затоа е интересно. 90 килограма Томе Коцев и Киро Илиев, тоа е ако многу може се сеќават кога му лезе на Киро Илиев ногата меѓу душеците и му пукна како даска кога ќе расцепеш толку силно у публиката се и се здрави публиката тоа дека му пукна ногата и подхитно го однесеме у болница тамо да го лекува, да му прават што треба. Тоа е, драги мои пријатели. Сакам ви убав ден да имате. Извинјавам се за моето ја, али мора да го кажам во аме. Од синоќ се нервираа и ме копкаше зашо кога може да се има сите работи, има услови, има луѓе кои може да помогнат околу таа организација. Ја таму како што ги видов тие сите, не знам, од тие сите таму и што ги даваа признањата и што беа инволвирани, ангажирани околу организацијата. Ја не знам тие дали се биле некои од тие спортисти. Ќе кажам още еден пример за тоа што значи да има спортист у таква работа. Едно време у Совка ми расправа еден таму работеше спортиста, професор, познава ги работи теоретски и практично. Вика, бираме спортист на Штип и вика, сакат да го стават некој си друг, а треба по правило да биде Зоран Шоров. Вика, не го стават го тај и готово гласот донесуваат одлука да биде тај другиот спортист на Штип. И јас вика, може ли нешто, јавувам се за збор, може ли нешто да кажам? Каже, ај што ќе кажеш ти, абе срамота е во што го правиме ние. Па Зоран Шоров ќе биде спортист на Македонија, у Штип нема да биде спортист на Штип. Погледнаа се меѓу себе и сменија одлуката, ама тоа е тоа, ко нема луѓе, ко нема спортисти ангажирани во една работа, професионалци што можат да помогнат и да завршат работа. Поздрав, имајте убав ден.